Благодарам, председателе. Почитуван председател на владата, почитувани членови на владата, колеги пратеници, ќе го искористам моето деловничко право и денес ќе поставам 3 прашања. Едно до председателот на владата Христијан Мицкоски, едно до министерот за правда Игор Филков и едно до министерот за култура и туризам Зоран Јутков. Почитуван премиере, измина повеќе од 1 месец од страшната трагедија во Кочани која однесе 62 млади животи и над 100 повредени. Доволен временски период да можеме да ги сублимираме првите заклучоци. После повеќе од 1 месец можеме јасно да заклучиме дека кај највисоките владини функционери не постои морална вертикала, дека не постои чувство на морална одговорност и затоа денес немаме ниту една оставка од морални причини. Ова е поразително за една влада после несреќа од вакви размери и со толков број на изгубени човечки животи. Но за моралот не се дискутира, тоа е лично чувство кое човек или го има, или го нема. Вториот заклучок е водење на селективна истрага, која во суштина треба да ги заштити сегашните носители на високи позиции во Министерството за внатрешни работи, Државниот пазарен инспекторат и други институции од нивната одговорност. Целокупното водење на истрагата само ја потврдува тезата за контаминираност на истрагата и обид со разводнување на истата да се прикрие директната одговорност на оние кои требало да превенираат и да спречат. Ширењето на истрагата со децении наназад е само обид да се задоволи јавноста за сметка на откривањето на директните виновници за пожарот во дискотеката. Неуспешен ќе биде обидот да се префали целосната вина единствено на лица кои се индиректно врзани за последицата и кои биле носители на одредени функции пред повеќе од 10 години. А во исто време да не се повикаат на одговорност оние кои направиле сериозни пропусти во моментот и непосредно пред случување на несреќата. И тука уште еднаш ќе потсетам на сериозните пропусти кои ги има направено Министерството за внатрешни работи. Имено МВР е директно одговорност за контрола на процесот на употреба и давање дозвола за користење на пиротехника во затворен простор, што е директна причина за пожарот. МВР не подготвило официјален план за обезбедување на настанот. МВР не направило проценка на ризик. МВР не презеле никакви активности за прекин на настанот, иако утврдиле присуство на малолетници, употреба на пиротехника и тоа во клуб, за кои биле должни да знаат дека не поседува валидна лиценца. И наместо главниот фокус на истрагата да биде на директните виновници, ние гледаме правно-политички акробации, кои се насочени кон задоволување на јавноста, но не и на правдата. Почитуван премиере, најмалку што должи ова држава на семејствата на починатите, на повредените и нивните семејства е правда. Правда која ќе ги опфати и индиректните одговорни лица, но пред се директно одговорните. Правда водена од словото на законот, а не од политиката. Моето прашање за вас е, дали свесното и тенденциозно разводнување на истрагата е со цел да се попречи правдата и да се заштитат актуелни функционери кои се директно виновни за непосредните причини за пожарот и страшните последици од истиот кои однесоа 62 млади животи. Моето второ прашање за министерот за правда Игор Филков, за кој слушнав дека повторно не е тука, предпоставувам или може би си дал оставка, а не ви информирал се уште, пошто него имаме долго време видено. Почитуван заменик министер или премиере кој ќе може да даде одговор. Пред 2 месеци вашето министерство, зборувам за правда, поведе постапка за разрешување на државниот јавен обвинител Коцески. Во мислењето на Министерството, кое го доставивте до владата, ги нотиравте следните состојби. Нарушен углед на институцијата со која раководи јавниот обвинител. Низа скандали, нарушена функционалност на јавното обвинителство, незаконско постапување и корупција, неефикасност во кривичното гонење, неефикасност и повреда на принципите и самостојноста во вршењето на функциите на обвинителите. Државниот обвинител постапувал по предмети во кои согласно законските одредби постоеле околности кои предизвикуваат сомневање во неговата непристрасност, како и суди на интереси за кои околности тој требало да знае и требало да се изземе. Ова е наведено во мислењето на Министерството за правда доставено до владата. Понатаму владата врз основа на ова мислење оцени дека придонесот на јавниот обвинител за овие состојби е значителен и е резултат на низа пропусти и повреди на неговото постапување и извршување на функцијата.
Со овие действија се предизвикани тешки последици по функционирањето на јавното обвинителство, со што е направено намерно и неоправдана крупна професионална грешка, заради што се бара негово разрешување. Иако владата на 11.2.2025 година донесе одлука за поведување на постапка за разрешување на државниот јавен обвинител, сепак, после трагедијата во Кочани, премиерот Мицкоски изјави дека дава втора шанса на државниот јавен обвинител. Ова остава сериозни дилеми за мотивите заради кои можеби се дава оваа втора шанса. А тоа е очигледно од начинот на кој се води и се разводнува истрагата за трагедијата во Кочани. И кога сме кај јавното обвинителство, сакам да подсетам, и ова е за представниците на знам на нивното клучно ветување, а тоа е избор на државен јавен обвинител со 2/3 мнозинство и по предлог на опозицијата, меѓутоа ги нема да дадат одговор. Моето директно прашање до заменикот министер е дали стоите на вашето мислење за работата на државниот јавен обвинител и барањето за негово разрешување кое го доставивте до владата. Барам директно и прецизно да ми одговорите на моите прашања. Моето прашање е за министерот за култура Љутков. Оваа година, на 1 ноември, треба да одбележиме 30 години од смртта на Васи Уљовски. Македонски писател, есеист, критичар, книжевен историчар, истакнат педагошки работник. Васи Уљовски се вбројува во основоположниците на македонската драмска уметност пред и по војна Македонија. Васи Уљовски е еден од 5 основоположници на МАНУ и на Друштвото на писатели на Македонија, како и член на комисијата формирана од Министерството за народна просвета за подготовка на македонската азбука и правопис. Од 2022 година во Крушево, благодарејќи на иницијативата на Домот на култура и неколку граѓански здруженија, поддржано од општина Крушево, се во штотуку реновираниот младински културен центар се сместуваат на едно место личните предмети, оригинални ракописи, бројни награди и признанија на овој истакнат македонски деец. Министерството за култура е препозна потребата од постоењето на оваа спомен соба на Васи Уљовски 3 години поред. Ја поддржуваше реализацијата на овој проект, но токму годинава, кога треба да се одбележи 30 годишнината од неговата смрт, Министерството за култура и туризам реши да го прекине овој проект. Истата судбина е доживеа и проектот за одбележување на ликовното дело и творештво на Никола Мартиновски, македонскиот Модилјанин. И овој бард на ликовната уметност е роден во Крушево на 18 август 1903 година во виорот на Илинденското востание. И повторно, Домот на култура во соработка со неколку граѓански здруженија и поддршка од општина Крушево од 2021 година 3 години поред ја реализира мини ликовната колонија Никола Мартиновски. Млади уметницки и графички дизајнери, истакнати ликовни педагози, 3 години поред учеа за ликовните техники на Мартиновски. Одбележувањето на 120 годишнината од раѓањето на Никола Мартиновски беше под покровителство на European House. Делата настанати на овие мини колонии беа изложувани на денот на негово раѓање, 18 август, во галеријата Никола Мартиновски во Крушево. И повторно годинава нема место за оваа колонија во програмата на Министерството за култура. Нема поддршка ни за Ленин Крушево, настан организиран од млади ентузијасти кој представува додадена вредност за туристичката понуда на градот и преку кој настан во Крушево секоја година доаѓаат над 2500 посетители за еден викенд. Моето директно прашање заради кои причини и со кое образложение ги одбивте овие проекти кои се од највисоко државно и национално значење? Или можеби според вас не се? Благодарам.